Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Сите сме тука, подготвени и гостите сместени, а и вие, верувам, удобно сместени пред малите екрани, да го истераме, што се вика, денешно во петочно, односно четврточно, пред викенд. Четврточно што се понаша како петочно издание на Никој како пред се разбира празничниот проложен викенд и големиот христијански празник. Така да верувам дополнително расположени. Така е, да. Нешто на радио преска чув дека добро било тоа по 4 дена да биде работна недела, не гласаме за. Секако сме за. Нели? 4 дена, ама турбо онака да сработиме. Турбо, да си изработиш и после 3 дена одмараш. Па може. Се согласувам. Гости? Јана Бурчевска и доктор Рубер Стојовски. Ја така и практикувам летно време, така да. Кој како се нареди? Како? Така да може. Четврток вечер до понеделник сабајле не сум тука. Бурче, може така? Не може кај мене. Од понеделник до петок од 8 до 16 часот. Аха. Добро. И попродуктивен си со 4 работни дена? Па со оглед што работам од 8 до 8, да. Више немам ни сила за петиот ден. Па да, веројатно. Ист, да. Иначе работни сати е многу поише, него ли што би требало. Точно, така. Да. Све си има некакво, нели. Добро. Ето така, во овет направивме што би рекло ќе биде интересен муабет, ќе ги имаме и нашите денешни игри, нели? Па и ќе пееме со Јана, нормално, очекувано. А имаме и бонус гостинка, ама таа ќе чекаме дали ќе сака да ни се појави. Така, ако посака, тука сме да ја угостиме, како добри домаќини. Јана ми дојде со нејзината киркичка, така што навистина ни е драго што се дружевме пред емисија. Се надам не шармираше сите? Така. Сега не знам таму што прицрта, следи. Ке ни открие. Добро. Ајде малку за работа, кога веќе почнавме, па после ќе одиме малку и на забавни. Правме и пред да почнеме муабет. Нели, за работа. Јас ова маживе ми беше навистина добра бројка. Кај тебе, значи 30% од сите клиенти. Она шокирана од преска. Да, озволна. Ама не нас. Што имаме предрасуди мажи и жени? Не, мислев дека тие не толку колку жените, сериозно, не. Јас барам така. И мажите сакаат да изгледаат убаво исто колку жените. Не зборам дека не сакаат, туку дека одат тоа да го направат. Не мислев ништо лошо со тоа. Да. Секоја година се повеќе. Да, секоја година се повеќе мажи што доаѓаат, значи процентално се зголемува бројката, така да секој сака да изгледа убаво. Порано било табу тема и ради општеството какво што ние, сега веќе не е тоа така. И вака статистички, што највеќе се бара и што највеќе коригираат дамите, а што највеќе мажите, да речеме? Хируршки или не хируршки? Ајде хируршки. Ајде да ги поденеме и на хируршки. Хируршки нормално жените повеќе гради, пошто маживе гради би оперирале само доколку има одвишок на жлезда, да. Кај мажи, например, кој гинекомастија. Таа се јавува или во пубертетот или ако збориме за гради, или во пубертетот се јавува зголемување на жлездата поради дисбаланс на хормоните, или се јавува кај оние кои користат стероиди. Така да исто е дисбаланс на хормони кај жените гради, нели тие што немаат да додадат, тие што имаат проблем со големи гради, редукција заради проблем со грбот, проблем со воспаленија, помеѓу градите, под градите ради кожата, затоа што има господи што имаат екстремно големи гради, исто е поради најчесто поради хормоните. Така да се одлучуваат на намалување на истите. Од оние во локална анестезија и кај мажи и кај жени може да кажам дека број 1 се капаците. Кај децава се уши, нормално. Да, добро уши. Да, децава уши, затоа што гледаат и родителите што порано се коригира заради тој булинг. А моите родители не гледале. Да се коригира порано. Да, никад не е касно.
Видите, веќе е толку рутински, да он може да века Затоа и вака не емисија, спојла, кврц да направи. Затоа вака и не спојлува емисија, знаеш. Да, за после емисија директно. Некои пораки, така елегантно и Да не ти биде незгодно, Роберто, дека има околу тебе време. имаш луѓе кои што ништо не направиле. Сега ти убеди ги, а полни прашања. Јана рече јас би дошла. Така беше пред ушите можеби, да. Иако многу сум среќна како успеав да си ги прифатам едно време, например, за настап или за некакви јавни имаше појавувања, проблеми со сум ги булингот во лепела со училишта? супер лепак, драги Како гледачи. супер лепак? Да, таа и финта ми ја доаѓаат со- кажа Војче фризерот, ги лепев со супер лепак за да можам да фатам реп. Али канцерогено за кожата. Нормално. Нешто созреав повеќе, па успеав психолошки да Да го ги решам, надминам. односно да ги прифатам. Сега со око лепак, да не е супер лепак. Или уфо. Така многу ве осеќам блиски, па дојдов незалепана денеска. Не, ти Сериозно, убаво си уште ли дојде. лепиш ушите? Не, веќе. зашилам малце. После рекламите, Јанова трансформација. После За рекламите, само 4 минути Роберт има тоа да го среди. Зоран, колку трае тоа? Да, ја на Околу тебе 45 минути. може би можеме за време на емисија. Да, бе, слушам Јана. и дека било многу болно опоравувањето. Не боли. Не. Добро. Не боли, да. Што највеќе боли, ајде сега? Најболна, да, најболен зафат. најболно Добро нешто. прашање. Па не сум правил на мене, знаеш, исто Не, па добро, ке исто пациентки стапа на не тој нешто. грб не боли. Што највеќе се жала? Не, све зависи од пациент до од пациент. пациент, Да, така е, од не- издржливост на болка. Некој да го штипнеш, па вика дека го боли, али па не знам. Веројатно поголемите интервенции си има болка ради едемот, ради отокот што се ствара по интервенцијата, па некој притисок има и има болка, али уши, очни капаци, такви мали интервенции нема болка, нос нема болка. нос? Нема. Нема? Нема нос болка, иако има кршење на Што коска, ви нема треба болка. прашајте се сега ви е време. А кажи ми, каков е трендот со надоградување на задници, например? Затоа што се повеќе во Србија, ево ова што го Сега. гледаме, таа мода полека ни доаѓа. Па, Зборувам кај нема, нас. нема многу, а друго се зависи од средината, нели? Секој поднебие е различно. Например, Турција, да, Латинска Америка, да. Значи, мислам дека македонката, трендовите. да, не, и македонката како македонка не се стреми нешто. Да има голем Повеќе задник. нос, да, гради, не знам, други недостатоци, него ли А што се однесува до трендови, пошто постојано си на семинари, нели, патување и така натаму, во светот, што е во моментов најголем тренд кај мажик, што е кај жени? Па и кај и другите фейслифтот, минимално инвазивни фейслифтови со помалку резови, тоа е тренд. Се почнува се повеќе и повеќе се користи ендоскопски, значи со камера. Полека ќе дое се кај нас, така да помали резови или скроз скриени тие резови, затоа што најприродно изгледа добро направен фейслифт. За ние претходно ги кажавте, некој ја не ги знамо тие, си рекол. Тинка, Джейн Фонда и кој беше, до да, шерстник, и да, Шер, да. Да, некој не ги знамо од нив, али Линдзи Лохан исто така. некој од нив имаат веќе 3 до 4 фейслифта. Збориме кај што имаат 80 години, некој ги кажа од нив, али сегашните фейслифтови што се пак прават низ светот се со многу поприроден резултат. Порано беа скроз затегнати и устата се ширеше и очите Изгледаше да, невозможна мисија. Не, изгледа како и страшно. ти, да. Смешно изгледа и страшно, а сега со новите техники поприродно изгледа и едноставно браќање нели 20 на години назад како Бред Пит, не знам. Бред Пит сега читав дека му е втори или трет негде пишуваше фейслифт, али најуспешен е последниот. Така. И Том Круз, да не ги набројуваме се. А Том Круз нема нормално, нешто многу успешен, ми се чини дека малце различен од тоа што беше претходно. Или ја Па, нешто. Не Подмладен, сум малку ги, не поише сум подмладен. ги Малце. видел сликите, сега последно. А колку тоа пречи во секојдневието и тука ќе завршиме пошто Чекај, преминавме во Јана Керман има. Доланта. Немам Јане. ништо, јас слушам внимателно само. И запишува. Пречи, да речеме, тој фейслифтинг во Не секојдневието, во пречи, ако е нешто... коректно направен, не пречи воопшто, па тоа е идејата да не се примета. Не пречи ништо. Да. Ја имаш едно прашање за овие пеачкиве, така? Да, Во ме однос на- интересира во однос на потоксирањето Да. кај пеачи, затоа што Да, нели за да врви се се на ова, да. произведе тон потребна е мобилност на вилицата. Вие споменавте дека Да, само во горниот дел. се само става. во чело, Во горниот значи и окей. најприродно изгледа, мислам да не е све. Да. Да. Јана само од носот нагоре. Немам потреба.
Океј. Не, и мене уште нешто ме интересира и Ама, закружуваме. Не. Како ги Ова е непресушно. како ги убедуваш оние кои што сакаат да претираат и според твој вкус? Гледа, одлично прашање. Да, не Не ги ги разубедуваш? Не ги Тоа убедуваме. е потенцијален клиент, како да го не, одноши ама до не него. можеш да ги претараш, убедувам, нити е само добра- кажувам дека јас нема нити е да го добра направам реклама и тоа, е така? Не го Да. правам тоа. Да. Мислам, моje право е. Да. Да. Има некои се љутат, некои не се љутат, го почитуваат тоа нивните пријатели, така да. Па добро, ама муштеријата е секогаш во право. Ако сака таа да ставиш муштерија, па да, уста ама ако е гума за не спашавање, ќе си ставиш тоа. Ама ќе До- стаја Валка некој Роберт друг. или кај Па некој друг. не се Не е тоа сложувам дека добра реклама. муштеријата е секогаш во право да отидеме во ресторан и да нарачаме нешто што не Токсично прилега, нешто, е токсично не. што треба куверот да ни го направи, нели? Не, исто и кај мене. А посебно во медицина малце Да. неприменлива таа девиза Да дека нарачаме пациентот отров, секогаш се во право, пие дека е да. кафич, нели? Не. Да. Не, исто е и кај мене. Мислам, нема едноставно имат луѓе со дисморфија, значи тоа се третира кај друг доктор и треба да се испратат кај нив. Е психијатар, Да. Да речем. например, добро. Па да, Ај малку со твојава работа да се занимаваме. Ајде, што ве интересира, што Остај знам го јас, вие докторот што не малку. знаете. Да го релаксираме докторот после. А? До кај сме со музиката првенствено? Многу тешко прашање. Како Зошто за прво тешко, прашање, се соочувам со некој... Публиката те запозна како девојка која што, нели, сака да пее, Да. преку идолот, нели, си имаше круг на фанови, си имаше понатаму, создаваш и така натаму. И ту, супер ти оди. Зошто е тоа тешко прашање? Тешко прашање, затоа што е, меѓу другото, и еден ментално-психолошки процес и тука малку трокирам, инаку креативниот процес никогаш не е во застој кај мене, се работи, се создава, меѓутоа сум можеби премногу самокритична за свое добро. Работиме на тоа, не со психијатар, ами со психолог. Како е одлична ситуација. Така што ви викам до седењето е нешто многу поформално, се осеќам вака на висока места. така. Вокабуларот го адаптирам на сценографијата. Добро. Да. Нека те опуштиме, не се секира. Ти недостасува ли пеачката, Јана? Па таа е присутна, Да, ама само што вака не е во во комерцијална секојднев. форма присутна. Инаку дома постојано сме со гитари, со песна. Може и Дона да посведочи. Дона, пее мама? А, да, добро. Добро, значи не лаже Пее дома. дома. Не лажем. Добро. А што се однесува до водителската работа, ајде. Водителската работа ме освои целосно, посебно со последните промени кои што се случија во концептите кај нас, ми се отворија некои нови чакри дека добро, новинарскава работа не е само за музиката и музичарите, туку и многу повеќе, секако за колегите од сцената сме секогаш тука да ги поддржиме за сите нови проекти и да ги стимулираме кога има некаков застој. Но најдов убавина и во некои општествени, социјални теми, мислам дека би се развивала и во таа насока. Одлично. Значи се пронајде. Се пронедов многу, да. Добро. И не може Дури да се шегувавме денеска на работа, затоа што неделава бев само еднаш ставена на план, во понеделникот, кога и Да, првично да, сакавте кога да сакавме, гостувам. така И викам, морам да одам денес до Телма малце да примам камера, ќе ми недостига оваа недела, ако не ми давате тука во МТВ малце. Да Ма ти примам ние се доза. закире, ние кога ќе взимаме денови слободни, Барете дежурна прими гостинка. камера, не се секира. Камера е камера, било која телевизија, така. А како тргна тоа искуство на телевизија? Па, Кој ти искрено, предложи? јас Кој те викна? вака сега ќе ви Ајде. кажам. Значи, пораката до универзумот ја пратев од кај вас. Стварно? Бев гостинка во една утринска на Телма со Марко и со Цеце или Елена Вишка беше тогаш, не сум Добро. сигурна. И тука сватив колку многу ми лежи изразувањето пред камера и со еден од вашите колеги, продуцент, организатор, нешто реков, ја еден ден ќе бидам водителка. И се реализираше, значи почитувани гледачи манифестирајте. Манифестирајте што Порано повеќе. комуницирајте со универзумот. Кажувај, Што ќе се посака да Потоа дојде? следа и тие прес промотурни околу Евровизија, имав по стотици интервјуа на ден и сватив дека треба да сум на местото на новинарот. На овој со микрофонот. На овој, да. Ја, што одговара. Дај микрофонот да ти кажам како се работи. Ке ни се придружиш малце пред да преминеме на другите прашања? Ајде, Дона. Ајде, Иначе, Донче. Дона, сега во живо се запознаваме, а иначе ние си имаме запознаено кога она беше во стомак кај мама. Кај мама, Во така. моја емисија, Чекай малце. така да... Одамна се знае. Сега се видовме. Чекај малце, имаме микрофон, тој ќе ни помогна. Да, За да така се е. чуеме. Ајде сега, одма, прво прашање нормално. Колку години имаш? Каде учиш?
Имам 7 години и вишам Лазар Тртовски. Второ оделение, така? Да. Петки? Да. Единици? Не. Па нема единици. Дечко? Да. Симпатија. Дечко е веќе? Тој на Н? Не, немојте татко и ќе гледа, ќе му се слоши на човекот, нема дечко. Тато си име ја запамча. Што е најинтересно во училиште, ајде да ми кажеш? Кој предмет највеќе го сакаш? Математика, ликовно, физичко. Математика сакаш? Да, верували или не? Браво. Доби 5 со сите можни бодови. Да. Одлично. Лесно е, значи, тоа математика. Никогаш не сум мислела така. Кажи ми, сакаш да пееш како мама? Да. Пробуваш да пееш? Да. Пееш дома? Интересира, интересно ти? Да. Да. А кажи ми, што правиш после училиште? Каде одиш? На? Што учиш? На карате. На карате. И како ми кажа до кај стигна? Со кој појас? Никој во 17 мај ке полагам со жолт појас. Жолт појас. На 17 А кажи ми, мај. Значи да си го бегаат запамтиш од денот. тебе овие што знаат дека одиш на карате? Чекај. Поздрав, Дона се одјавува, Нема драги потреба гледачи. да одговориш, знаеме што ти кажеш. Добро. Сега можеш да земеш едната табличка и да ни нацрташ нешто, важи? И после ќе го Може? покажам. Може? Само, Ето така. дај го на мама микрофонот. Нека ти даде мамичка, мислам дека ова работи. видиме како Ето така. Се Повели ставиш ова, со ова се брише, со тоа се пишува, важи? Знаеш, така? Пишува нешто. Можеш таму да си седнеш слободно, пошто овде немаме столче сега. И Ете, кога супер. ќе бидеш готова да дојдеш, важи? Ето така, готово. А сега ние одиме Ајде со сега. ред други прашања. Ред, други прашања, интересни прашања од секојдневен живот, нешто што можеби не сте го кажале, а ќе биде интересно да си го споделиме, зашто да не. Ајде да видиме. Ајде да Интересни видиме. ситуации. Пучни колега. Па ај ова, сте биле ли влюбени во ТВ лик? Во смисла, дали сте обожувале некој, или кого сте обожувале, или во детство, или сега, не мора влюбен да го сакаш, да паѓаш у несот. Ако имало Како такво, би било селебрити супер. краш, нешто Па, така. нешто така да Добро. го рече. Да, како се викаше, принцот од во светот на бајките, Маџиров Игор, со кадравата портокаловија. црвена Да, коса, црвена. многу ми беше симпатија. Да, одлично. Прекрасан. Добро. Добра. Па не сум имал баш нешто. Вака симпатична ми била млади мунтовници Мија. Па тоа е Деца, да, добар избор. да, ми беше Па, да. сладка девојка. Лусијана Лопилато. Сега му е жена на Мајкл Бубле. Боже, боже, боже. Ја реков дека овие прашања валят. Гледав некој шпански филм многу добар на Netflix. Да, не беше сум ја трилер начекала, некој, многу ама добар. ја следам на Инстаграм, така знам. Ето, не. Вежба се прави, што Одлично. треба една жена да Задоволен прави. сум од одговорот, тоа е одлично. Кој филм на Netflix? Ваш, готово. Што ве вади од такт? Уф. Па, тешко прашање. Не тешко прашање, туку Многу работи. Многу работи се, да. Јас ја дека сум тазе шофер. Добро. На 17 септември положив веќе дона кога тргна со датумите. И нетрпеливоста на учесниците во сообраќајот. Знаеш, Значи ти ги вадиш од такто, вие што се позади Да, ја тебе. дека возам прописно како бубалица и на сите им идам на живци и тоа ми оди на живци, зашо да не возиме сите согласно правилата и прописите така и се чудам како може во 7:30 наутро веќе да се изнервирани луѓето. Значи Да. кога стаса, кога стана, пиеше кафе, За жал, да. да, тоа ме вади од такт. Иако додека се спремав за возачка, цело време викав дека нема да се нервирам во сообраќај, ама кога ќе видам некој нервозен во 7 са бајле, не може да Како се е... станеш на паркинг? Сите паркинзи ми се окей, освен паркингот на МТО. Таму ме фака паника. Клучното прашање. Да. Некој ти паркира тако или? Не, се Доаѓаш пред снаоѓам. сите. Се снаоѓам, не сум до толку, мислам релативно рано пристигам на работното место, има па има место. уште по Супер, некое да, место, значи да. стигнуваш пред сите. Но Убаво кога кажа. сум на програма, на пример, морам да ја припаркирам колата поблиску до влезот, зашто кога веќе си одам дома е темница, па шубе ми е таму да идам во темниците и така. Да. Добро. Што те Што те вади? вади од такто? Неодговорни луѓе. Што значи неодговорни? Што не се запишуваат на листа врските што треба да ги завршат. Ја by the book сум, у notes све запишувам или на лист. И
да треба за иста работа некој да повториш 20 пати, мислам, дека Да. или не те почитува, или не одговора. Трето нема. Знаеш, друго Трето што нема, сакам да. да се надоврзам овде околу вадење од тактика, како доктор вака ми изгледа смирен. Работиш на таа смиреност, пошто реално нели операции и така натаму треба баш да бидеш смирен, а секојдневието наше не е далеко од тоа дека можеш да Те вадили од тактова, например, да ти се погоди Јана пред тебе. За 50 фиксно на Не, страна. како успеваш да речеме нели пред операција да бидеш и да влезеш смирен? Па, Имаш никаква Немам никаков ритуал, ама ако ќе влезеш на операција, мислиш само да ја направиш кој што треба. Знаеш, да биде добро све, не е секојаш не сум смирен, ако не иде кој што треба, нормално јас сум човек се нервира. си вака Па нормално, Нервен? мислам, не. Па не многу, ама да. Има Петар од мене. Пошто вака смирено одговараш, нели, викам добро, не може ништо човеков да го изнервира. Може. Што би направиле да стане видливи на еден ден? Чекај сега да Вреди да се визуализирам размисли, тоа како изгледа. Ајде. Не визуализирам многу ти со манифестацији, нема стварно да станеш невидлива. Ти изгубима. Не знам. А зашто да бидам невидлива? Па таква е прашањето сега. Да. Такво е прашање. Гледате, ја дојдов на телевизија да ме гледаат луѓето, зашто да сум невидлива. Добро, не сакаш да бидеш невидлива. Па да, не би сакала. Добро. Готово. Роберт? Па извинете само, би ми било страф од нештата што би ги посведочила невидлива, нештата што би се случиле. Значи би одела таму кај што се случуваат некои нешта такви, некои, Па, нели? Или? Не би одела, не. Превише паничам за да одам натаму. Добро. Интересно ме погоди прашањето. Добро, ако смислиш уште нешто или ако ти тикне, вклупи се. Добро? И ја нешто со прашање. Не си за добро. Не си за невидлив да си? Да, не сум за невидлив, ќе се разочараш, не. Добро. јасно. Замисли да присуствуваш на некое место кај што те оговараат и некои луѓе што мислиш дека добро ти зборува. Да, добро ти Епа, мисли и затоа Тоа е тој одговорот. подобро да не. Да, веќе овој сомнеш е доволно токсичен, значи. Да, нема потреба од плюс. Да, ме утепа прашањево, дај друго прашање. Ајде. Дали сте јаделе нешто што не сте знаеле што е? Аха. Не. Не. И Многу сакам да знам општо работи, а посебно што внесувам во Добро. организмот. А што најчудно се јадело од она што не е секојдневно? На мени. Не знам, не експериментирам многу со храна. Кинески ресторан ми е врвот, значи во експериментирање со храна. Добро, ти не знаеш што се јава. Ја тоа уште не. Па добро си. Ама не зборам вака тука Ама овие локално. наши баш. Не, овие онамо. Инаку Подалеку. не типична комбинација на храна, вака што сега ми излезе, беше не е ни специјалитет, како закуска е, како мезе, гордитас го викаат, го јаде во еден шпански ресторан во Бостон. Тоа е урма полнета со сирење, замотана во сланина, као подпечена. Интересно. Звучи убаво. Да, И сега, ако се сигурно вкус. подсетив, е многу едноставно и да се припреми дома, така што идеја за меза, драги гледачи, на вашата трпеза. Има полната со сирење и со сланинка мес. сланинка, И тоа е да. благо, солено. Така нешто е, Нешто да. така. Јас Ама тоа не е не ни за проаѓа со кај пиво, мене. не е ни за Не, созадина, за не е ни за Не, за собода. со- да. Абе, за пробуење. За пробуење, за Дај, мезе. дај шопската. не, баш. Дај шопската, вади. Сега сме на мимоза салата Може програмирани. или може. Ама чекај, тоа ќе се Чекај, кршиме. чекај, Ја почнав веќе од вчера. Со мимоза? Може се. Добро е што ме подсети. Да. Со фарбање во вапцањево. Јас успе. Јас Ти се не, успа. јас во сабат. И ја во сам. Добро. Така бе, Јанчи. Жена Еве ми кој мислам дека вапцаше вечер. денес. И ја вика, да. О, И вау. ја прашуваме вапцаше вчера яйца. Ја би, ја ми се вечер дека. Вечер? Вика, очијам педот. Еве кој е Леле, посветен на традицијата. Дома Ајде да покажи видиме. ги мама Ајде да рачињата. Рачињата прво црвени. Великден. Чекај да видиме што пише Великден. Донека Ајде, прочиташ? чуваш. Ден. Великден, Чекај, чекај. Чекај Чекај малку микрофонот. Ајде. Великден, Великден е убав ден. Сите го слават и го сакаат. Ма браво, бе, Луна, бе,
сврти го Цртежот, видиме цртежот само сонце, не знам дали го видовме убаво. Ето така, стои така сега мирна. Наваму на другава страна. Еве овде. Овде, кетешка Марина. Ето така. Ете тука ти е цртежот. Гледај како се гледа убаво. Убав ден. Колку убаво. Браво, Бедона. Браво. Одлично. Кога стигна се ова да исцрта? Ете ти. Браво. Стигнавме кај јадење. Ние стигнавме кај јајцава нефарбани и са, шо правиме со? Сабота? Не знам како иде редот сега. Сабота, мислам дека утре не смеат да се бабца. Да. Од мајка ми така имам научено. Или четврток пред изгресонце или сабота. Сабота, шо имаш сега? Од мојве јајца ќе видам. Жена ми ги опати. Ајде, околу јадење не секојдневно таму застанавме. Во Азија многу често и не знаеш што јадеш на шведска маса, така да аз сум од тип на луѓе што сака да знаеш што јаде, па нешто ако е напишано можеш да разбереш што е, така да. И не пробуваш воопшто? Ако нема друго интересо, ќе пробам, ама немам некој мерак. Може и да останам гладен, ако повише сум на стрейт-фуд. Или е месо, или е риба, или е ориз, да не биде нешто... Нешто што можам да го сватам шо е. Да не биде премногу мешано, не само. Добро. Одиме на фризура. Каква? На фризура. Најсмешна фризура што никогаш сте имала. Да. Златна пупамара на популарноста 2012 година со залепени уши, се супер лепа. Тоа е многу битно. Да, требаше сликата ви пратам, значи Војкан Андреевски некако ми ја собра цела коса во реп, ја истапира и формираше цела топка од коса во големина на мојата глава. Во тоа време беше многу фешен, криво ми е што немаме сега фотографија да илустрираме, ама ќе ви пратам линк да видите зашто станува збор. Значи имаше топка на главата. Топка имав на главата, да. Ова везна топка. Колку денат стоја залепени ушите? Не па толку, после со туширање паѓа тоа лепачето. Пола уво паѓа и лепачето заедно Па не ме личи као да ми фали уво. Со супер лепак, не стварно. Не, тоа е убаво да го споменеме, нели, за... Да, стварно има оштетена кожа, да. не го Стварно правите не е баш. Тоа... Башка, јас сум со атопија на кожа, колку сум била откачана со супер лепакот. Све за мода тоа се вика. Да, трпи за убајно. Тие се тие токсични интроекти кои ги наследуваме од нашите баби. Тоа е тоа. Симон, никоја интересна фризура? Имав, да. Као дете, некој шлем имав, од Backstreet Boys тамо тие. Имав шлем и бил сум со битка на коса, можеш да видиш како изгледа. Имам у телефон, да, слики, слап и вака, пуп. Микрофон. Да, како халва, она за вие жените што идете. Не, така, тоа. Со така полувитка. Халва, да. Тој е стил и увото се гледа само од тука до тука. Толку, волку се гледа, друго е све. Браво. Леле, добро, сите сме имали у животот некакви такви моменти. Само го рипнав шатирањето на кога беа фудбалерите, нели како на светско првенство. На светско првенство после Роналдо си шел келав, па тука стајано триаголник. Тоа ги рипнав тие и она вака и шишката рипна, само шишка друго све кратко. Да, и таа рипна. Денес новиве генерации црпат инспирација од фудбалерите, да. Кажи си за да имаше. Шишка? Кога си Има имаш шишки? шишка така, како... Не долга. Не, добро. Не, ама шишка како малка шишка. Иди, ке мене све трапи кола. Боцки. Петарда фризура. Леле. Најчудно место на кое што сте заспала. Абе, ние истеравме, отиде времето. Ајде уште заспале. Со дона во стомак, значи немаше каде не спиев. За спиењето. У кола, у авион, не знам, секаде, на работа. Сите минути кои што ми беа слободни во животот, ја ги преспивав. Вау. Да. Браво. Па да. Можам да те замислам од 8 до 8 и во 8 каде на столче, додека пишуваш рокорник што имаш за другиот ден, можеш да заспиеш? Секде може да заспиам, а мислам дека имам од чудни места дека имам заспијано, мислам дека негде на жичара на скијање. Ама не, у кабина. Не на отворено. Да, и па машки сами ќе отидеш вечер таки по дискочи. Да, па тешко. Па ќе го продолжиш денот на скијање. Малку во овој период жичарава да го фатам скијање, дека жена ми треба дека на скијање сме, нели? И да пратам слика. Да, и пола сат. Точно мораше на тази да се Ако е некоја пола сат, жичара можеш.
Можеш да тргнеш. Мислам дека имам така, дам. Добро, оправдано. Не, мајко. Знаеш ли што те прашале никогаш дали самиот на себе си, мислам, имаш некоја корекција на себе? Па имам, да. Мислам сега моментов не, али знам ботокс да се ставам. Пред Самиот лето. се ставаш? Да, пред лето, да, нагледал. Негде мај-јуни, за да опатам летото заради овие горниве бори. Тоа е уствари превенција да не се продлавачат, ништо посебно. Пак му сврте за работа. И некој пилинг, да. Чекај, сега летото го спомнавме, ја имам прашање. Се прават тука? Па стомачни да направиш, ако после пази на исхрана вежба, и не пие алкохол, ама што седи пола ден. Netflixот имаше такви... Има, ама друг менталитет е кај нас. Значи, прво го прашуваш дали седи што работи како ако он со работата пола ден у кафана, и не преш нели по сукција ништо ќе ги врати, најлоша реклама ти овде вадиш, он враќа. Не, така не. Да има, значи да има навики на спорт, здрава исхрана, да смени све, па да правиш нешто што останало или по сукција. Инаку некој ако мисли дека нездравите навики некој може да му ги коригира, ниту ја, ниту било да е кој што се ни светов многу подобри од мене, ќе го коригира на краток период. Ама ако продолжи секој ден кладилница, кафана и дома јадење, да, све се враќа, немаш. Јасно. Ќе пиеме? Што сакаш да го прашаш за лето? За лето, да, вечната дилема, ве молам, појаснете, значи, за сонцето, не убива или ни е потребно? Зашо... Ни е потребно. Не мисли дека не убива. Потребно ни е, не у сатите кога е 40 степени, кога се гори, например, од 12, да, како што ни кажуваат сите, нели, на телевизија, Од 11 до 5 да не се. Па и вие водителите го кажувате тоа да не се излага, тогаш и на радио и све. Али дека ни треба витамин Д, ни треба на сите, е сега посебно за поготово. SPF фактори за лице, постојано ми искачаат информации, сега има као некоја теорија на заговор дека се штетни и Ама на све има теорија на заговор. Ако више гледаме, на секоја вакцина, на секоја Значи, објава да има SPF друга објава и која тоа што е тоа. зборува за друга. Да, ја мислам дека треба фактор, сега не знам дали треба сите да користиме фактор 50, ама некој фактор, бар од 15-20 треба да се користи и Вие таа страна 50, ние оваа страна да, ама во Не бре, гора ми ја, става ми ја пиеме. кога е најтопло и најако сонце, мислам дека и не е убаво да седиш на сонце, не е пријатно. Ја бар не можам да седам. Тие 3-4 сати никогаш не сум седал на сонце. Не ти е убаво, ја не знам што седат се гора, да. Па уште кога ќе стават маргарин. Нела, маргарин. Не, маслиново. Маслиново, тоа е се пржат. Леле, да, и она, што беше каротен исто нешто. И тоа е ко маслиново. Да. Па и летоска TikTok пиво става, тоа е најкатастрофа. Тона ти нацрта е таму. TikTok е Со пиво многу... се мачка, имаш такви предизвици. Ке пиема? Да, ајде да пиеме, пошто Ајде. сите Готово, ти емисија, иде ништо времето. нема време. Па се размоабети. Ја пиеме, дали ме сакаш калиопи? Чекај, ма там имаш приказна. Имам приказна, да. Значи, јас кога бев малецка, од Дедо Мраз, основна желба ми беше CD од македонски изведувач и морам да кажам дека албумот Ако денот ми е ноќ на Калиопи, на кој што се наоѓа Дали ме сакаш од 2001 година во аранжман и продукција на Дарко Димитров е можеби најдобриот, е дефинитивно еден од најдобрите албуми од македонската музичка сцена и при некои интроспекции, лични разговори сама со себе, сватив дека од Дали ме сакаш, јас ги имам исцрпено огромен број од елементите кои што до ден денес ги практикувам во пеењето. Значи, ако треба една музичка лектира да назначам кај себе, тоа би било Дали ме сакаш. Сега да не навлегуваме понатаму дека песната ја изведував и на аудициите на Идолот, каде што Ненад беше водител. И Калиопи беше во... Водител, може ли да чуете Мислам, стварно ми е песна што многу ми значи, ова е песната што другарките ми ја бараат по свадби да им ја пеам и така многу ја сакам. Супер, еве ние ќе ти помогнеме. Така, и сите ја знаат и идеална комбинација. На свадба ќе ја викаме. Знаеш текстот, Јана? Да, Добра. секој тон од инструменталот. Ајде пуштете режија, пуштете еден текст што може тебе. текстот, ама ако го знаеш што? Ама твоето многу проблема. Ти немаш текст. Сум била секаде на светот и сум видела баш се, но искрен лажко како тебе нема никаде.
Да има само една звезда на небо, ти би сторил 5. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? Се додека ти лажеш, сам си веруваш. Сега вие или продолжуваме? За некој ти си болна мана, но за мене прав си цвет. Јас се смеам, дур те слушам, дур го превртуваш цел свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. Па и не би било интересно кога искрен ти би бил. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дона! Дали ме сакаш или ме посакуваш? Се додека ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш? Падам пам пам пам. Ајде! Браво, Дона! Браво, браво, одлично! Ајде, одиме сега, кој сум јас, Брзо, се вика брзо, ова брзо, игра. брзо. Накусо, оној лик кој што го имате напишано, треба да го погодите. Ке си А помогнете Дона само... сака нешто да покаже. Ако нема Нацртала проблем, нешто. додека вие... Добро, не ги покажете на камера, ма ќе ги уловите. добро. Значи, треба да го погодиш ликот што ти го пишува на чел. Не знам да циркам. Леле дзирна. 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 Да, ама не видов. Не дзирке. Зирна и ти? Добро. Добро. Дзирна? Не, Да го не, сам не сменам. видов. Лажаш ми. Раже! Не, видов нешто на кирилица, дека... Да, на кирилица, да. Така е. Па добро е, значи го напишано. Да. Докторски. Ајде. Тешко ми се разбира на кој пишат, ама добро. Да, окей. Значи, треба да го погодите Значи, својот со лик. да и со не ти помага Јана, или ти помагаш со да и со не на незините Значи, прашања? За да се прашањата погодиш која си ти? Носителот на очилата поставува прашања? За себе, за да. себе За што го себе, носи, дали да. сум, Точно, жена, маж и точно. така. Добро. така. Кој ќе почне? Ајде, кој сакате, може и Ајде, напоредно, почни. како ви доаѓа. Јас? Да. Ајде, дали сум жена? Да. Добро. Дали сум македонка? Не. Па, треба да ја прашаме. Не, бе, не. Добро. Дали сум... Ево, кај знаеш, ма Александар Македонски се иде Да, некоја права од Персија. Добро, дали сум од сцена? Да. Уметник? Ајде, ги Да. помагаме. Сценски Да, уметник, да имаме добро. време за се. Дали сум мега популарна? Мега, ултра Така. мега, да. Yes. Значи како Бионсе, како тие? Како? Добро. Како Ријана? После? Не сум Ријана. Дали сум афроамериканка? Не, Не, значи била микрофон. сум. Добро, до нечега вака. Дај вам. Добро. Немој вторке скрши. Да, добро, окей, Тейлор Свифт? Не. Не. А да ја помогам? Пејач сум? Па еве малку Пејачка, ќе пејачка, почнеме да. сега. Град и сили? Гага, Леди Гага! Еј, Гага! Гага Гугу! За град и знаеме како иде. Гратис, така. Гага, Гратис помошни беше ова. Гледам, Ајде сега. Леди Гага. Ајде. Мажко или женско? Не Не, така, не, да или не? машко. Машко сум, за да ти кажа Машко да сум или или не. женско? Машко? Машко, да. Аха, ја треба да... Да. Само со дај со не Прашањата може. се Само за со да и да, не. ајде, ние ќе Само со помагаме да за и да Да. врви побрзо. Македонски? Да. Не си пејач, ајде. Сега. Пејач, не Пее пејач? плюс. Не, Водител? бе. Да. И води. И меѓу другото. Да. Меѓу другото. Да. Иначе е. Ајде, не е Води, пејач. Ако не е пејач, а е водител. Не е Што спортист. друго? На телевизија? На Да. телевизија, да. Телма? Има сега и Сега емисија на за деца, не Телмак знам има. дали си фатил. Ама не гледам Ете, беш, ја не телевизија. го знаев одговорот. Да. Актер е, актер е. Акте. Да. Да. Од овие популарни? Од најпопуларните. Да. Крем де ла Сашко крем. Ку- Да, тоа е. Сега Детска
традиција нова, така е, за сите Добро, деца. знам четворица. Почнуваме. Тие ги за четворица ми как те знам добро е. Еден од тие. Жена му ми е колешка Пипи, заедно бевме во генерација, Смиљана. Па ето, гледам како сме Така ли така баш се знаеме? да ме ставиме. Готово. Супер, Донче сака време. нешто да каже. Ај, извинете. Може ли кратко? Може. Дој нешто да ти кажам што треба да кажеш. Ај, чекај, ама треба да покажа нешто. И ќе покажи, ќе кажеш. Ајде. Ај прво ти што сакаш да ми кажеш? Што нацрта? А, што нацрта? Ево го. Дојди, мама, кај. Чек, куку, седи, Дово нешто? Да, ново е ова. Кога успе? Добро. Да. Што вика? Ајде да видиме. Тој умре за нас. Сега викнете Христов за негов чест. Така, дојди, куку, дојди. Покажи. Јас ќе покажам, а ти кажи. Сега е време за реклама. Таму во нака Таму на кај светка. камерата. Ја гледаш ова реклама? Дојди да диши. Тука. Сега е време за реклама. Ајде. Таму гледај. Таму кај ќе свети. И кажи. Сега е време за реклами. Така е, се враќаме по рекламите. Така ќе додаме за 3 минути. Океј, имаме 3 минути. Добре, што се може, докторот за 3 минути. Па вајда. Вие за 3 минути Не, треба моето да е право, дадете кош. твоето не е баш. Е па како? Што не е равно? Па, вака и е превршено. Супер е, па Доктор, ќе да се наместиш. одлучеше, Јана, уствари, вие можете да ги следите ушите и за овие 3 минути? Не. На овие уши. Тие за доктораца. Фала. Јас ве сакам. Ајде, екипа. Значи, на мама жолто топче ќе идеш. Леле, си фарбала јајциња? Да. Браво. Училишта. Ајде. Ајде. Кажу бе сега Роберт што да Значи, наместете се како сакаш, така нека биде, само... Видите? Опа! Бројка! Ајде. Ајде. Оп, добро. Давај на мама. Сега намерно ќе ме каѓе. Чекај малку. Ништо. Не, Не, секој се малку. Не, ама со глава се Само е, да, за Ето, да. ето. Ајде, Еден. Еден. Каква послушница е она. Ајде, малце. Ајде. Само право. Добро. Добро. Ајде, срце. Еден, да. Да, еден, па не е миролюбиво. безлично. Значи, да не е безлично. Одлично. Миролюбиво. Еве. Опа, Ништо. Ајде. Се не. Не извини, тоа не извини. Потечки топчиња, билјардски топчиња. Може од сторни. Како Джими Фелон со живи јајца. Великденски да биде денес. Ајде. Ајде. Да кликнам, да скокнам. Може малце вака со главата. Да ти врати, Ромар. Добро е. Ај уште еден обид. Ај, уште еднаш? Ајде, Ајде, кој топче? Има Ајде, тука близко до тебе. брзо. Дона? Брзо. Дај го на мама. Сакаш ти да дадеш Ајде, дај го тоа на мама. Дај го на мама. За истави. Е, така. Ама пак ја Ама утнам Дона, сега. Дона, А, Дона. Дона, ај, Дона. Дона, ти дојди ти. Дона, ајде ти да дадеш. Ајде, донеси го. Брзо. Ајде. Браво! Fair play, Екипа, фала ви многу. Се Фала и на надам вас, да си поминавте. Thank you. Пак да ни дојдете. Многу успеси Пак ќе дојдеме. и среќни празници. Стреќни празници. Ама тоа е Чао до вторник, уживајте и среќен празник. Чао Македонија. Кажи чао.